корупција и мито, болка стара од времето на Тито, поминува решето и сито, ги прави пепел сите од овде до Еквадор и главниот град Кито. Се моли канцерот или народски кажано рак да престане да глуми корона или не дај Боже бубонска чума која што ја опустошила Европа тамо негде у 14-15 век. Исто така го замолувам и Заводот за јавно здравје, доколку има информации за галопирачка епидемија на рак у држава, да не извести со време да си знаеме, соодветно да се подготвиме на нашата светла иднина, за нашата светла иднина. Во една вечер, тројца, две многу јавни фаци, една поише градска фаца него јавна фаца. Режисерот Сашо Миленковски, пејачот Владе Аневски и Мане Левис. Памтам 99-та година, кога НАТО бандитски, значи без дозвола на Советот на Обединетите нации, како се вика тоа, ја бомбардираше СР Југославија во тогашно време. Некаде тоа беше пред крајот на бомбардирањето, пролет беше, некаде тој беше некој кафичка у она близина на операта. И со нас исто така уметници, поише глумци и режисери, седеше еден тип кој што го познаваше едниот од нив, иначе лекар од Белград, кој што имаше донесено фамилијата, ја евакуираше кај своји блиски во Скопје. Некаде тоа беше месец пред да престанат бомбардирањето на СР Југославија. Му ги памтам зборовите. Вака рече: она вика што не се кажува и не се знае е тоа дека после 20 до 30 години од денес, вика, ќе се умира од рак у овој регион, значи Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, вика ќе се умира како од шала. Тогаш прв пат слушнавме, или рецимо од некој вака што се вика човек што присуствувал и бил на терен у тие делови и така натаму, кај што се бомбардираше најмногу, слушнавме за бомбите со осиромашен ураниум. Подоцна се снимеа документарци за тоа, дека навистина се случи тоа што го кажа лекарот тогаш. Но документарецот се однесуваше на оној дел на Косово и на Србија. Не се однесуваше за кај нас. А што се однесува кај нас? 2009-10 година една моја пријателка, која што е баш тамо во здравството, баш тамо, кај што е најгадно, ми рече: се кријат податоци, вика, многу јавно не се кажува за она што се случува во Македонија, дека има многу голема појава на канцери. Ова беше 2009, 2010, 2011, не ме држите за збор. Сега, денес, гледате што се случува во една вечер. Познати луѓе од уметноста, од естрадата, од градскиот живот. И секој од вас, верувам, у моментов знае барем по 20 или 3 кои што ја имаат таа диагноза. Кои се причините? Дали ова влече од периодот кога ги маклеа Србиве нашите стратешки партнери со осиромашен ураниум? Дали се должи на исхраната? Никаква. На лошиот живот, што го живееме години и години, 30 години. А тој живот уште повеќе се влоши последниве години, кога рипна инфлацијата енормно и кога луѓето почнат да се искусуваат работи во исхраната што порано често ги користеле или ги користеле во енормни количини.
почнувајќи од овошје до зеленчук до 300 работи. Сега Сабајлево на тоа е пазар, на тоа. Стори тоа е како гранат, поимањам, гранат некој тамо на пазар. Ми идеше дињана од глада му јакнам. 180 динари диња бе, диња, кило. Така да сето тоа, луѓе што се искусуваат на квалитетна исхрана, немање пари, стресови, тоа ги тера у други пороци. Целто е неквалитетен живот, исполнет со неизвестност, плюс овие пороци, нели, што идат устојат цигари, алкохол, вамо тамо, да смири нерви, плюс некои други глобални фактори, човечки, кои предизвикани од човек или не предизвикани од човек, веројатно се причинители за она. Нормално тука има и генетски предиспозиции, ама тие ги тргаме на страна. Се случува ова што се случува, да секој од нас у моментов познава барем по 20-30 кои што имаат некоја тешка форма на... Устори нема лесна форма на канцер, има само стадиум порано откриен или покасно откриен. Топло или ладно говно, тоа ти е исто. И никој до сега не побарал отчет уврска со оваа работа. Освен на таа една моја пријателка пред 16 години што дознав дека свесно, намерно се сокриваат информации. Ова било 2009, 2010, 2011 година. Што е сега? Не се. Овие наши сограѓани, кои што во една вечер практично отидоа, или во 24 часа, како да ви кажам. Некој од нив знаев многу добро, некој од тие тројца малце помалку добро, ама ги знаев сите тројца. Сашо Милинковски, нашиот познат театарски режисер, еден од најголемите таленти на македонскиот театар и режисери, во чии што представи ги направив едни од моите најдобри улоги во кариерата. Тоа се представата Кандид во земјата на чудата и представата Тетовирани души од Горан Стефановски, што режираше Сашо Милинковски, каде што играв улогата на Цибра и за која улога земав мојата прва актерска награда на фестивалот Војдан Чернодрински во 2002 година. Некои многу повеќе работеле со Сашо, а со Сашо работев и Кинегонда во Карла-Ленд, исто една амблематска представа на драмски театар. Тоа му дојде како еден вид втор дел на Кандид во земјата на чудата. Иако има луѓе кои што многу повеќе работеле со Сашо, ја што го сработив беа едни од неговите подобри представи во кариерата, особено Кинегонда во Карла-Ленд, која што стана култна представа, амблематска представа на драмски театар, со години се играше и штета што не ја одигравме 100 пати, одигравме 80 и нешто представи, ама не одигравме 100 пати од проста причина затоа што у тоа време представата имаше повеќе прекини, затоа што одредени актерки од представата остануваат трудни у тој период и така да знаеше да не си игра известно време, подолго време, па док се најде замена, па додека упадне заменава, па тоа беше причината што не ја одигравме преку 100 пати. Сашо беше една, кој го познае, една исклучителна фигура, личност, човек со енциклопедиско знаење, човек енормно начитан, енормно образуван, вонсириски режисер, кој што се вика само у последните години пред малце да се повлече од театарската сцена, тоа е преднели да се разболе, некако се повлече малце. Немаше повеќе нерви да се занимава со театар. И тогаш најмногу се подпираше на довербата у екипа во глумциве што му играат. И пример, мене ми е многу драго што он сака да го кажам, многу луѓе работеле со него, поише предстои од мене, но ја можам
со цела полна одговорност да кажам дека Сашо Миленковски е може би едниот од двајцата или тројца режисери со кои што сум работел во животот што ме разбирале под радарот. Не сме морале ни да се објаснуваме зашто ја на сцена за време на проби правам одредени работи кои што изгледаат на прв поглед глупо, идиотски, ама тој од другата страна режисерот многу добро сваќал дека ми е тоа делот, начинот како го пронаоѓам ликот, како се пронаоѓам во ситуацијата. Па знам некојаш намерно да претерам, намерно да разни работи, разни глупости. И тука страватно сме се разбирали и затоа што ме оставал да си го тера моето, па после од тие глупости произлегувале работи кои што правеле моите ликови да бидат да имаат огромна сценска присутност и да бидат максимално забележливи во склопот, во таа целата представа или да бидат као еден вид на бренд на таа представа, поименам како тоа да го изразам, да се изразам. Така што имаше една ситуација, анегдота, убаво е вака, која некој ќе отиде на све да кажеш и некоја анегдота. Која работевме Кинегонда во Карлаленд и прва мизансценска проба завршивме со читачки проби, она прва проба кога искачеш на сцена, да почнеш на сцена да работиш, мизансценот, да го правиш движењата, местоположбите на сцената, односите со другите ликови, физичките односи, просторните односи да ги решаваш. И ја излегувам на прва мизансценска проба, да ја проба мојата тоа точка, сцена по прама, тоа беше као замислено, не е битно, со Дац бевме на сцена, со Драган Спасов. Ја имав една точка, играв еден, заборев како се викаше ликов, да му е матер. Еден кафанджи, а кафанджијата беше у представата. А мој беше кафанджи онака што све живо по македончуеше. Од ова Опра Винфри кажуваше како го добила името, дека она е уствари чиста прилепчанка, зашо кога била мала, кодела во Прилеп, сите што ќе виделе низ град викале кој е ова црново да е го Опра? И затоа е завикале Опра. И такви милион глупости публика паѓаше од смеј. Не се излегувам на прва мизансценска проба, Сашо у партер со една асистентка на режија, да му еба мајката. Бил. Со една асистентка на режија млада. Ја како излегувам на сцена да почнам со сценава, демек да почнам да работам со режисеров, да му презентирам моите идеи овна. И него му звони телефон. И од тоа време нешто бркаше некоја работа да снима некој голем проект. Сакаше да снима, не знам со кого. И добро, вика, добро, исклучува телефон, вика, Тасевски, ке ми извиниш, еве ти асистентката, ја вика мора додам, јеби га, од проба, ама ќе се вратам за брзо, и вика на асистенткава, ти вика, Александра вика, ти Сашо, еве го Сашо, ти работи со него, и искача. И како искочи се враќа после 2 секунди, и вика на режисеркава, Александра, уствари ти ништо не превостај го Тасевски, он све што ќе си направи на сцена, вика, си знае он како треба, само ништо, вика, само биди тука и гледај. Демек, не му се меше ништо, стај си го, нека си прави што сака на сцена. Таква, имаше нели добар во мене, можеби затоа и дури беше таков тип на режисер што еден од најголемите комплименти што сум ги добил у живот од него, која работевме, мислам, тетовирани души. Ја у улогата на Цибра имав еден реквизит, гумена куклони од моје време ги знаат постариве генерации, гумени беа од Дизни, Паја Патак, Шилја, Милја, Мини Маус, гумени толкави беа вака, тие кукли. И мене таа кукла ми стана главен реквизит, од доле ја исеков, дното, и тука турав ствари, што дополнителни реквизити, што ги играв, и кој што беа коментар на целата таа денес Дизни култура, конзумеристичка култура, што ја живееме, култура на гол материализам, голо преживување, бруталност во намерите да се освои богатство, да се стане, нели, пред мрт и така, тие некои демагоги и такви.
А тоа ми беше уствари символ Паја Патакот, мене ми беше на таа симулакрум од Бодриар, што пишуваше еден познат филозоф, француски, на тој симулакрум на Дизниленд, на современата цивилизација, дека све е као шатро, онака, нели? Тоа е, ама уствари не е тоа. Не е битно да поедноставим. И он, некаде пред премиера, на генералка или две пред премиера, завршува проба, ми вика, Тасевски дој малце, така ми се обраќаше со Тасевски. Ја доаѓам, вика, твојата метафора, вика, Паја Патакот, реквизита, вика, е помоќна од секоја моја синекдоха режисерска или метафора што сум ја употребил символ во целата оваа представа. Твојот символ е најак. Најмоќен, најмногу кажува. Целата представа, вика, е компримирана во твојата реквизита што ја избра главна да ти биде ова Паја Патакот. Така што штета што ете така релативно рано не напушти, ако он не е битно, ајде некои приватни работи од последниве месеци нема да кажувам, но последен пат се чувме пред некои година дена. Летос кога се видовме у Драмски дојде, пошто тој беше и вработен у Драмски. И баш збореше, викам, кога ќе се враќаш бе? Мислам, све знаев ја за све. Викам, кога бе, викам, ќе чекаме ли уште некоја представа, викам, да направиш, викам, или, викам, више со театар не се занимаваш, као, го зезам. Да, вика, да, Тасевски, планирам да ти кажам, у Драмски тука да бапнам, вика, представа, некоја да направиме добра, ама етева. Ете, не стигна. Нема зебанци со тоа. А Владо, па, Владо, не е битно, се сите се простуваат на некој начин од луѓе, кој како ги знаел, што ги знаел, ама тоа е, нели, дел од човековата ова мелодрамска структура на менталитетот, емотивна структура и така натаму. Интересно е Владо, дека со Владо се упознавме у Джубокс кај Зоки Малиот. Како што му почнаа стиховите на неговата позната песна, не знам, од Джубокс кај Зоки Малиот, заборев како беа тие стихови, моментов ништо не ми текне. И официјално се запознавме у Джубокс кај Зоки Малиот. Поздрав Зоки, јебиха се. Уваква една ситуација. Знам дека и Зоки многу добро. Мислам, беа блиски, мислам, Владо едно време киснеше у Джубокс. Доаѓаше многу често. И официјално се упознавме у Джубокс, уште мислам постоја пеџери, пошто знам дека Владо ми го даде бројот на пеџерот, затоа што следниот ден за таков муавет правевме некој заебан, што рече, дај бе, вика, утре да седнеме у Пелистер, Далметфу беше уште тоа, у Пелистер, у центар, вика, супер се вика муабетиве, а by the way, официјално тогаш се запознавме така што тој помина на масата кај што седеа некои мои колеги со кои што нели он седна и ми рече дека ме гледал токму во Кинегонда кај Карлален, не токму во Кандид во земјата на чудата, во режија нели на Сашо Миленковски, ме гледал 2 вечери претходно и дека многу сум му се допаднал и така почнавме да разговараме, уствари така официјално се запознавме и после тоа сме седеле, тоа беше искрено вака да кажам, нели ја го знаев претходно Владо од Ластовица, нели Корпичка, и да ти носи си ја шарала и тие таквите песни што ги правеа у 90-тите со Ластовица. Ја не знаев ништо за Владо од претходно. Ја отпосле дознав многу ствари што од негови блиски. Ја искрено таа вечер се зачу, ја немав појма дека он има завршено англиски, дека книжевност, дека е фан на книги, дека ја мисле Владо знае да извини вака, ова селјак Ластовица нешто со тоа джигерици тоа. А иначе ако се упознавме веќе немаше нели джигерици. Ова е некаде после евровизискиот настап упознавањето. Или тука некаде. И кога седнавме почињаме муаве да правиме. Ја нешто у тоа време поткован дека такви професори имав луди, што така не тера многу филозофски да размислуваме, да читаме многу книги, да се збудалуеме.
И справиме муабет. Вие знаете ли дека таа вечер може 2-3 сата правевме муабет ја и Владо Јаневски за книги. И не за обични книги. Обични романи, некој вака така, љубавни, па још тоа не. Правевме муабет за Шопенхауер, за Ниче книгите, за Кierkegaard, за кој беа психиатри, кој беа за Вилхем Рајх, за Алфред Адлер и за Јунг. Ја не дека сум бил експерт, ама сум ги читал тие книги. А ја не сум сега психијатар или филозоф, ја да можам како психијатар или филозоф да дискутирам за овие автори што ги спомнав, ама ги имам читано книгите. Од некои автори по повеќе книги. Ја човече правиме муабет 3 сата, жими све на маса, седиме со други луѓе, ја и правиме муабет за книги. За Шопенхауер, за Ниче, за Адлер, за Рајх, за Јунг. И така падна муабет, еве ти го печерот, да се видиме, да седнеме, вика супер муабет си водиме. После тоа, имаше една ситуација, ќе поздравиме цурата, Ана се вика, ми беше девојка, работеше у Табернакул. Се сретнуваме така се гледаме на кафе негде на улица Македонија кажи го со Владо и правиме муавет и као ќе сидеме, вика, и као правиме муавет, вика сакам да влезам, вика до Табернакул, вика да купам некои книги. Одамна не сум легол, не сум купил нешто за читање, нешто ново. И ја му викам, абе моја као девојка, викам, работи у Табернакул тамо. Стварно па ај вика заедно кидеме. Ајде викам кидеме. Влагаме внатре, ова таа тогашната моја девојка беше на смена. Влагаме внатре, влага типчево и почиње да одбира книги. Значи не бира книги од типот девојката со златни гакички или за тебе плачам љубов моја или солза од ова ми капна не знам каде на твоето лице. Не, бира литература у пичку матерно. Од некои книги за символи, од не знам социологии, од социолози на дигитални медиуми, од филозофи на современи општества, од некои такви појма да не ги редам од тие појма тие Сартари, Мартари, тие екзистенцијалистите, од поети некои Бодлер книги. И вика сега и ги вади книгиве така, Владо Јаневски. Овој што мислевме сите од селјанчево од Ластовица со джигерициве. Што не знаев кој е претходно. И ги реди вака книгиве на пулт. И ја му викам Владо, викам ова све ќе купиш? Да. А викам, знаеш како ќе го однесеш до кола? И вака ми се врти сериозен и ме гледа едно 5 секунди, ништо не ми каже и ми вика, не знам, не ми текна на тоа. Книги. Викам, треба шесторица да викнам да ги однесеме, пример, до кола или до такси или шо и да. Како да дел? И мораше количка некоја да се наоѓа тука, па Да, тоа. Познам па и луѓе што беа многу блиски со него, многу блиски. И ебих. Затоа викам, човекот треба да се испоштува додека е жив. Фала Богу конкретно и Сашо и Владо ја добија таа почит за време на своите животи. Ги преживеа под полна пареа. Сигурно дека и тие двајца, па и Мане Левис, па и кој не сака да живее шо подолго животот. Ама битно оставија каква таква трага, невидлива за космички размери, но видлива за ова наша локалност, за оваа наша малограѓанска средина и тоа како видлива. Само што треба ово општество да направи, да прави со таквите ликови
идните генерации да не ги заборават. Тоа е најбитно, да ги зачуваат колку што може подолго од заборавот на ова или на оној начин. Ете, толку сакав само да кажам, да не тупам ова, не знам колку трае видеово, али јебика, да. И тоа е тоа.